Корпусот филозофски предмети, значи филозофијата, логиката и етиката, всушност од секогаш бил и треба да остане, според нашето мислење, вграден во самото јадро на гимназиското образование. Информациите сами по себе не представуваат знаење, знаењето само по себе не представува мудрост. Современиот развој на науката и техниката, значи брзиот развој на тие научни технолошки дострели, не само што не го прави излишно филозофското знаење, туку го прави поургентно и поважно од кога и да било. Затоа што е многу важно гимназијалците, како што реков, луѓето што се подготвуваат за продолжување на својот личен и професионален развој и луѓето кои што би требале да преземат една предводничка улога во општеството во смисла на и како во научна, така и во севкупна општествена смисла, многу е важно да ја имаат таа развиено таа критичка свест, во смисла на тоа дека ние мораме постојано да ги имаме предвид целите и ефектите од нашите познавателни, научно-технолошки и општествени практики. Со новата концепција, социологија се исфрла од образовната наставна програма како задолжителен предмет, а во прва година се воведува предметот граѓанско образование, што според нас е малку несоодветна замена. Причината за тоа е затоа што социологијата е сепак наука и гимназијалците до сега изучуваа социологија како наука со 2 часа неделно, а сега на тоа место би се заменило со граѓанско образование, што е предмет, не е ни научна дисциплина. Неприсуството на овие предмети кај учениците би се одразило со едноставно нивна на некој начин немање шанса да се запознаат со голем број од прашањата кои што им се и тоа како важни за понатаму. Тие не стануваат во животот само професионалци од одредена професија. Тие стануваат граѓани, стануваат личности каде целата таа структура на една личност или граѓанин е збир од се што се учи или изучува низ животот. Ако одиме да ги задоволуваме само потребите на пазарот на трудот, ние тогаш би требало да имаме само луѓе кои што ќе извршуваат својата професионална задача и активност, но нема да знаат ништо надвор од рамките на професијата која извршуваат. А тоа во секој случај не би било доволно за да биде готов производ ученик кој што сакаме да биде. Кога зборуваме за релацијата помеѓу филозофијата и останатите дисциплини, е да им овозможи на учениците да извлечат максимум од сите знаења кои што ги стекнуваат и по другите предмети. Всушност, од одредени истражувања од искуството на наставата и работата во корпусот филозофски предмети на пораните степени од основното образование во развиените земји, покажуваат дека тие искуства, значи на учениците кои што успешно ја имаат поминато таа настава, ги зголемуваат и нивните дострели, перформанси и по другите дисциплини. Ние како Сојуз на средношколци дадовме директно предлог филозофија да остане уште како предмет што ќе се следи во втора година, зашто втора година знае да биде малце покритична година во годините на средното образование за секој ученик, но во прва година е предвидено да биде граѓанско образование како задолжителен предмет, но ние како Сојуз бараме да биде предметот во трета година, зашто генерално тоа е времето кога учениците го добиваат и правото на глас,
Па генерално од граѓанското образование ќе може да ги знаат како идат сите работи, генерално како функционира државата, како функционира гласањето и нормално како може да бидат поактивни граѓани во едно општество. Ние како средношколци мислиме дека ќе има позитивно влијание, зашто веќе нема да постојат смеровите како природно-математички комбинација А, природно-математички комбинација Б или хуманитарно општество, но директно учениците ќе можат во некоја смисла да ги мешат овие 3-4 смерови во едно и да ги бират предметите што они сака да ги следат, зашто генерално во државата изборните предмети што се даваат од првата до четврта година не се избрани од самите ученици, но се избрани од класниот раководител, од страната на стручната служба, од директорот или некој друг човек што ја средува програмата за таа година во тоа одредено училиште. Бидејќи овие дисциплини чија што примерна цел е да го развиваат токму тој холистички пристап, значи секогаш свеста за целината, за интеграцијата на различните перспективи. Понатаму да го градат и развиваат критичкото мислење, што не само тоа што е коректно според логичките правила и принципи, туку кое што исто така е мислење врз основа на која се донесува валиден издржан суд во цела гама од различни околности. Понатаму, исто така етичкиот сензибилитет, етичката одговорност во личното и индивидуалното действување. На нашите предмети учениците го збогатуваат вокабуларот, дебатираат, стануваат свесни за општествените појави и процеси кои што ги опкружуваат. Ние не оспоруваме дека критичкото мислење го креираат и природните науки, но ако ученикот не ги знае општествените појави и процеси, како ќе дебатира? Ако ученикот не знае што е глобализација, што е политичка партија, што е избор, што се избори, која е власта која што ја има во државата во која што живее, какви видови политички партии има според нивните политички програми, зошто религијата е актуелна во 21 век, кои се формите на семејство и зошто тоа семејство е важно и е основата за се во нашиот живот. Како ќе градат ставови, ако не ги знаат овие работи?